а сега ова утро ни е на гости оперски пејач Давид Миладинов. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Ох, што убаво Така звучи гласот мора тоа. да го смениме, нели, за да... Знаете што, ние само да ве слушаме, не е важно што зборувате, само да ве слушаме, да ги одмора малку гледачите од мојов кресав глас, така што да ве слушнат Така. вас. Благодарам, Искра. Убав ти е гласот, зошто така си зборуваш за себе? Па, во Да, според Искра. да, со него сигурно дека не ми е, но ќе се обидам, да. Не, Да. убав глас, убав глас. Нели? Се Проборен. зборува, се сака така да се каже Проборен понешто. глас. Има, тоа е финта, ќе кажеш нешто лошо За да за те тебе, пофалат. за да те пофалат, да ти Така кажеш, е, ама за не, да така. добиеш. Ја знам. Дебела Така е. сум, ама не си дебела, стара сум, ама не си стара, така е. Нормално, Се шегувам, да. Повелете. Благодарам Давид Миладинов, музичкиот амбасадор на Македонија, наш оперски пејач, штипјанец, ни допатува од Штип. Благодарам и добре ни дојде и добро утро. Добро ве најдов и добро утро вам и гледачите. Нормално Секако. и ви благодарам на успешната ова, како се вика, утринска емисија. Да ја обавиме. Секако ќе ни ја разубавиш со тоа што од пораните така утрински часови велат некои вака сум имала можност од наши музички имења да кажат дека се уште гласот не е како што треба и слично, па да ни запеат во живо, но кога те прашав тебе ти рече нема проблем никаков. Така, да. Така да. Па- Но спонтано тоа ќе ни дојде. Спонтано, да. Така. Оперски пејач. Од кога сме со операта? Па вака, јас средно завршив исто музичко Во Штип? Во Штип, да, средно Познати музичко. сте во Штип по музичкото Така, да. образование. Да, имаме многу квалитетно музичко училиште кое што Да, кое што така е. излегува стварно многу музичари, квалитетни музичари на ниво на Македонија зборувам. Ако ги набројуваме се многу, Се многу, вклучувајќи те и тебе. Да. Така е и прво свирев гитара, класична гитара свирев, кај што ете ја сакав многу, нормално и ден денес ја сакам, но не знаев за себе дека имам глас кој што Кој го откри? па професор го откри. Професор го откри кој што ете ме слушна случајно, буквално случајно, веќе јас попевнував дома, но не знаев дека јас го држам тој глас кој што треба да го има еден оперски пејач. Така. И ме слушна и од тогаш, ајде му велев, ве молам професоре, знаете. Каква знаете како опера многу е сега? тешко да убедиш некого кој што не размислува дека содржи нешто во себе. И така почнав да пеам полека и се створи таа љубов. Се пронајде, значи сепак во оперското се пење пронајдов, и еве сме и ден почнав денес. да го вежбам гласот, технички да работам на својот глас, пошто Да, како тоа сакав и да те прашам. Еве, професорот го открива талентот кај тебе како дека Така. поседуваш нели таков глас за пење опера, како се надоградуваше понатаму? Што следеше? да, вака оперското пење искрено не е толку едноставно, Знам. бидејќи да, колку и да имате талент како пејач, талентот е 5-10%. Така е. 90% е многу работа, Работа. многу техника. Малку техниката е специфична на оперското пење, бидејќи самиот вокал, самиот глас треба да се отвори онолку колку што треба една полна сала да се наполни со, да кажеме, со звук, бидејќи ние немаме микрофон, нормално оперските пејачи. Ние со техника, тоа се вика шпиц во гласот, како да звучи понапред гласот, како да го носи гласот напред, тоа е се техника, да биде слободен гласот, при тоа да не се да не ја мачиме диафрагмата, да ние самите бидеме природни, нели? Нормално. Го совладавме сето тоа. Па да, искрен да бидам, уште ден денес, уште работам на самиот себе. Јас сум инаку на магистерски студии моментално кај професорот маестро Борис Трајанов. Браво, Да. поздрав. Огромен поздрав, мислам, тоа е Кај вистинскиот. човек кој што Така. ми го даде правецот искрено. Ме направи Драго она ми што е. сум денес, да. И нормално и претходно професори исто така во средно, односно на факултетот, професорка Александар Кој те водеа Коцевска. по патот. Така е, ми дадоа пат, ми дадоа, како се вели, она стимул за каде јас да одам. И затоа и при тоа јас почнав со многу надпревари. Така се градев сами од себе како личност, бидејќи сакав и да се докажам и во својата држава нормално, но и надвор, Надвор. за да
Сега тоа беше моето Да. следно прашање, меѓутоа пред да продолжиме, задржи ја мислата и потсетиме ако јас подзаборавам, што би рекла искрато годинките, за надпреварите, наградите и така натаму. Меѓутоа јас сакам да споменам дека ти сепак еве од Штип, со оглед на тоа дека и твојата мајка зборувавме, беше директор на музичкото училиште, што значи дека сите вие си имате по некоја лоза таму музичка или влечеш од негде таленти од семејството кое што се занимавале или биле дел од музиката. Па ајде нешто малку повеќе да откриеме за тоа. Да, вака првично би почнал еве дедо ми кој што е покоен, почина. Симеон Савев, исто така беше директор на музичкото училиште. Тој по професија свиреше труба и беше еден од подобрите музичари. Човек кој што навистина се гордеам. Се гордееш, да, сигурно. навистина се гордеам, бидејќи остави белег во градот Штип, нормално и на ниво на Македонија. Беше стварно музичар и кој што самиот тој ме осети, уште малку кога бев, ми даваше да тактирам. Знам што е тоа. Зборувавме, да. Така, да. И буквално на тој начин виде и велеше на мајка ми од овој ќе биде. Со оглед на тоа дека тактирањето е една од потешките задачи во музичко. Од овој вика ќе биде музичар. Браво. Од овој ќе биде. Нормално, малку си не знае што ќе биде од самиот себе. И така и почнав да се градам. Така почнав и дојдов до овие, пак ќе се надоврзам сега со надпреварите, ако би можел да кажам нешто околу. Да, секако, затоа што и насловот ни е музички амбасадор на Македонија. Така. Покрај во Македонија, ти не представуваш и надвор од границите, па повели. Пофали си се самиот за да не видам еве јас таа што ќе те фали. Така. Но секако дека си од сите нас за пофалба една голема и секоја ти чест. Да, мислам тоа мене искрено како природно како личност не ми е стил самиот секогаш да ги изнесувам работите. Но ова утро сме сега тука за тоа. Така е, да. Вака, значи, првично јас почнав со надпревари во Бугарија. На тоа се надпревари кои што се пееше и оперско пеење, имавме и, да кажеме, забавна музика, поп музика, народно пеење и на секој начин гледав да се докажам, да пробам да видам како би успел. Така во Бугарија добив неколку награди во неколку различни стилови на пеење. И еднаш добив гран при прва награда, втора награда, некои надпревари во Бугарија. Како те прифати публиката таму од Македонија? Искрено презадоволен бев од пристапот на публиката и како ме прифатија. Искрено еве кога ќе кажат Давид Миладинов од Македонија, аплаузи добиваме. Како да кажам, баш осеќам како амбасадор на својата држава. Мислам, тоа е моето искуство на тој надпревар. Исто така после продолжи во Германија на надпревари кои што исто се беа со забавна музика, оперско пеење. Германците ја сакаат операта. Многу. Да, многу ја сакаат операта, знам, да. Тие си сакаат, како се вели, специфични. Таму треба да си многу точен, прецизен. Така е, да. Да не кастиш на работа, нели? Да, тоа е, веќе тоа докажано е. Покрај сите овие надпревари, онака како што ја представуваш Македонија во најубавото светло како наш оперски пејач. Многу ми е интересна спојката кај тебе. Пееме се. И од народна наша музика ги обработуваме нашите убави македонски песни. Ке имаат можност гледачите да погледнат за крај, ке им ја пуштиме Јовано Јованке во оперски стил, во еден свечен начин. Меѓутоа, еве, пееме и нешто патриотско. Што е ова што го гледаме во моментов? Послушајте патриоти. Да, пред 3-4 години ја направив прво Кога падна на Пирина песната, бидејќи јас ги многу сакам македонските песни, македонските стари песни кои што ни го опишуваат историјата на Македонија. Да, и затоа и изразив некоја желба да почнам да правам вакви песни. Искрено, еве сега во моментот работам на неколку песни, притоа би сакал да се надоврзам. Песни кои што исто така ќе бележат Македонија сами од себе нормално како личност, да. И ова песна ми е една од најдрагите. Ајде да слушнеме малку дел, режија. Може. Така повеќе да слушнеме. Меѓутоа секоја чест за изборот. Еве. Ајде, сега може. Se borja za sloboda
ravdini. Ah, da znaje mojta majka, grob oddam i skopa, grob oddam i skopa. Така е. Ако не се почитуваме ние много музиката. Ma jasno to sonce. Каде се снимаше спотот, како се реализираше Иве токму за ова сега што имавме можност да го слушнеме и да го погледнеме, секоја често ще идне. Фала ви многу. Сежи кожа. Да, ова го снимивме во Охрид на неколку различни локации, да. Така. Траеше да ви искрено да ви кажам, цел ден изгубивме, буквално 2 дена, извинете. 2 дена изгубивме за да отснимаме, за да направиме онака како што го замислуваме сите ние. Инаку спотот ми го снимаше ИНТВ. Така. Тоа е од музичка, да кажеме, продукција, да, од Охрид. Одлично, браво. Меѓувремено тој ден снимивме и уште една песна, таа се вика Даджо, која што исто така имам на YouTube и е песна која што пишува, да кажеме, од самиот текст е многу тажен и жален, бидејќи станува збор за некаква личност која што е замината од овој свет. И А сите имаме по некој што е заминат од така овој е, свет. да. И Така. кога падна на Пирине, па другата песна ми е снимена во Маврово, на планина. Се снимаме на локациите и убавините на Македонија, Да. низ видео спотовите ете ја покажуваме, меѓутоа и она што е наше убаво македонско што го носиш во себе, Така, што да. значи дека си и покрај млади генерации, кажа 95-та година, така? да. Ја сакаме Македонија, ја носиме во срцето и Нормално. затоа ја представуваме во најубаво светло секаде Така онаму е. каде што ќе стапнеш на Каде на да одиме, бина. ние сме тоа, ние сме Ајде тоа. малку за публиката како реагира, еве германците како реагираа на тебе, тоа морам да те прашам. Па, искрено на почетокот, бидејќи се тип, како да кажам, Скептични малку, скептични, да, резервирани, нивното е најдоброто. Тип на луѓе, да, од нас македонски, ние сме нормално, многу послободни, да кажеме. Така Треба е. одредено време малку додека те Допреш до нив. прифатат, да. Да, знам. До душа и еве и во Латвија исто бев на надпревар. Истото и таму малку природно е да тој народ малку му треба временски да те прифати, но кога ќе те прифатат, тоа е навистина, да, Да. навистина. Така. Навистина е доста. Латвија, Германија, Бугарија, кои се други држави ги Во посетивме? Италија исто така. Италија. Да, во Италија е сега лани исто така, да, минатата година во Бугарија на руска романсијада, тоа е за оперски пејачи, се пеат само руски романси. Браво. По 2 композиции се пеат. Тоа и нели е таму- малку нешто од потешкиот вака дел? Да. Предпоставувам, Да. не дека сум толку јас сега Така е, меѓутоа, така е. да, добро. Да, доста надпреварувачи, доста пеачи имаше од ширум светот. Имаше комисија кој што првни пеачи имаше во комисијата. И јас добив прва награда. Браво. Да, испеав една, да кажам, руска романса која што е многу специфична и многу за русите. Во Русија е една како, да кажеме, химна. Патриотски, како патриотска Па, кајна. таков стил, Како еве да. сега послушајте Да. патриоти, еве и за русите, И така. да ви кажам право, ги гледав вака публиката како реагираат и целиот народ. Значи ме облија емоции искрено. Јас тоа верувам. го и на многу емисии го кажав искрено. Дека и мене ме облија такви емоции кај што гласот ми дрхтеше, не можев да застанам. Од самата публика, Да. како те прифати. Да, ме прифати многу. Па и- ние сме тука, гледаш ли како сме сличен народ? Да. Еве како зборуваме Дефинитивно. за германците, за Латвија и така натаму. Дефинитивно, И така како е. сме сега прифатени кај Така е. русите. Така е. Дали е сега моментот и дали би можел некој рефренче, оставам на тебе, што Може. и да е, да го слушнеме овој твој преубав глас? Може, може. Ајде. Ајде. Ајде нешто со странско, мислам. Оставам на тебе. Da. Guido il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Uno abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena
mai che scioglie sangue dint'e vene assai. Браво, секоја чест. Како името и презимето на професорот кој ти го откри талентот, да го поздравиме и секоја му чест. Да, тоа е професорка Професорка? Благица, А, да, така, Благица добро. од Штип, која што ми го откри талентот. Браво, Така и за- Благица. Да, да. Да. Поптомова, исто врвна оперска пејачка, која што сега моментално живее во Америка. Да, и Дали работи таму, во твори, опера. пее во опера? Работи во македонска опера и балет. Браво. При тоа да, и професорката ми откри талентот искрено. Баш добро се сеќавам. Знаела, точно Така. знаела што Да, е она што го поседуваш во тебе. И ете продолжив. Но работам и на нормално и на сосема друг стил на музика. Да. Искрен да бидам, не е лесно како оперски пејач да се Симнеш подолу. да се Така. да се Трансформираш трансформираш во во нешто попејач. друго. Да, многу е скептично, малку Верувам. неприродно заради тоа што гласот ти е оформен така отворено грло и сега ти треба да се промениш скроз. А сакаш ли? Да. Да. Интересно ми е, не Но знам кога се зошто. сака, се може, така ли? Да, не знам Да. зошто секаков тип на музика, ете, јас се живо и дива пеам, буквално. И Така е. ми е драго, се што е убаво, се сакам да испеам. Да. Сега што ни отпеа, што рековме, што пеевме сега? Карузо. Карузо. Карузо, да. Вежбаме секојдневно или како? Да, секојдневно. Соседите што велат? Па искрено, јас живеам во куќе во Штип. А, тоа не е ми е супер, проблем, ај одлично некој, е. еве Да. би можел да кажам кога учев факултет во Скопје. Аха. Да, и живеев во стан, кај што често се случуваше комшиите да нормално малце Јас реагираат. не би се бунела да бидам искрена. Намали го гласот, да, мислам воопшто. нормално, нели, се случуваше такои. Така. Тоа е природно, нели. А мора да се вежба, бидејќи гласот треба да се одржува како еден спортист. Да, верувам. Мора да се одржува. Кондиција на Бидејќи се гласот. случува, ете, пример, една недела, 2 недели, например, ќе го запоставиш малку пеењето, нормално многу се осеќа на самиот глас, диафрагма, не е едноставно. Не е Верувам. едноставно. При тоа ќе ти се јава да направиш некаков настап, да излезеш на настап, да испееш, ти се малку веќе се ставаш во ситуација кај што Така. чекај да вежбам сега. Давид, Да. тука сме некаде пред самиот крај, меѓутоа имаме уште 2-3 минутки да ги искористиме. Јас еве вака да ти ја честитам јавно новата 2025 година, да ти посакам многу успеси Дај Боже. во сето она што си го имаш замислено и зацртано како цел пред себе. Така. И честитки за тоа што ја запроси во 2024-та. Фала ви. Докторка, така, невролог, Да. твојата сопруга, да сте Да. среќни. Фала ви. Посакувам секое добро и секако да ја представуваш Македонија секаде во најубаво светло. Кажи ми само дали има некои планови за 2025 година. Да. Не мора сите да ги откриеш, Така. меѓутоа еве барем нешто. Накратко, јас би можел да кажам, веќе неколку проекти работам. На неколку проекти работам, како своји песни, некои настапи, други работи. Еве, здравје, чекам и во опера и балет. Здравје да почнам и да пеам како оперски пејач. Се уште не сум во опера. И тоа ми е Но треба да си таму. да, тоа ми е животна, да Да. кажеме, желба, која што за тоа си нормално учел. И така што имам неколку планови во 2025 кои што треба да ги реализирам, но само здравје нека има. Нормално, Така е. тоа е најбитно од секој. Ние немаме Убава мисла. добро здравје. Здравје и љубов Така и среќа. Така е. И среќата игра главна улога да, Да, се да. најдеме некогаш во Упорност. вистинското време, на Така е. вистинското место и Упорност да- упорноста, амбициозноста. Амбициозноста е многу битна. Значи, Да. јас по сами од себе знам. Да се Ако оствари целта. Не сум амбициозен, нема ништо да направи човек. Поздрав до Миладинови во Штеп. Благодарам. Поздрав до твоето семејство прекрасно, музичко талентирано и драго ми е што ова утро понеделнички имав можност да те запознам и Исто. секако нашите гледачи, меѓутоа и се гледаме повторно. Исто. Јас како што кажав, ние пееме се од Така. забавно, народно, па и поп и така натаму, но јас сакав Јовано Јованке така некако во посвечен стил. Каде ја испеавме, само да кажеме? Јовано Јованке е испеана на новогодишен концерт во Штип. Одлично, Да. таман за нова година погодено. Да, и тоа е кога учев во музичкото училиште Сергиј Михајлов, Дамот Сергиј Михајлов.
тоа е новогодишниот концерт кој што тие го организираат. Така, ке Да. уживаме во Јовано Јованке Така. и се гледаме во новата година. Се гледаме. Така.